Турската армија вежба амбициозно слетување при незините годишни воени вежби, немногу далеку од соседните грчки острови. Во исто време Грција продолжува да ја модернизира својата војска, затворајќи ја разликата со незиниот турски противник, како што билатералните тензии растат околу споровите во Егејското и Средоземното море. Мислам дека моменталниот однос меѓу Грција и Турција на официјално ниво е екстремно тензичен, поради промената на балансот во источниот Медитеран, како и поради домашната турска политика, која гледа и интерес во практикување унилатерален националистички надворешен пристап. Обрекајќи им се на своите поддржувачи на митинг неодамна, турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган рече дека турските сили би можеле една ног да стигнат на грчките острови, кои Анкара бара да бидат демилитаризирани. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендијас во меѓувреме ја спореди Турција со Русија за време на неодамнешната посета на Украина. Зголемените провокативни коментари од двете страни доаѓаат како што прелетите на воените авиони на двете држави стана регуларна појава. Утре или кој било друг ден, ако турски авиони, морнарички бродови или нашите тенкови на границата бидат нападнати, Турција ќе мора да возврати. Но тоа може да доведе до ескалација и војна која нема да може да заврши. Но тензиите и заканите не се ништо ново меѓу двете НАТО членки. Тие одржуваат релација, односно турскиот министер за одбрана Хулуси Акар го покани неговиот колега Николаос Панајотополос да ја посети Турција. Наблюдувачите велат дека двете држави имаат вештини да ги менаџираат тензиите. Имаше несреќи и грешки во минатото и за среќа ниту една не резултираше во широка конфронтација. Двете страни имаат механизми и знаат како да реагираат во такви ситуации. Освен, ако не постои политичка волја да се ескалира спорот до ниво на војна, не гледа можност за конфликт. Но изборите се комплициран фактор, како што двајцата лидери се соочуваат со очекуван тежок реизбор следната година. Многу е важно што и во Турција и Грција има избори наредната година. Двајцата лидери веќе ја подготвуваат јавноста за можна националистичка база или конфронтација. Турција и Грција имаат децениско искуство во контролирањето на билатералните тензии. Таа вештина ќе биде ставена на тест како што државите се приближуваат до избори.